Да, токму така по повод 12 август, меѓународниот ден на младите, утрово екипата на Македонија наутро е во Млади хаб, а тука ќе разговараме со Ане Матевска, програмска менаџерка на Националниот младински совет на Македонија. Ане, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, кои се главните цели на Националниот совет на Македонија и како го поддржувате младинскиот сектор во земјава? Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Ви благодарам најпрво за поканата. Националниот младински совет на Македонија, или како кратко ние си го нарекуваме НМСМ, е најголемото представничко тело на младите во нашата земја, односно мрежа на организации кои што заедно делуваат кон една мисија, односно застапување на интересите и потребите на младите, и тоа токму преку нашите организации членки, односно организации од целата земја кои што работат со млади во своите заедници, во своите региони, и целите се насочени конкретно кон тоа градење на капацитетите на младите, да имаме едни активни млади кои што ќе знаат да ги кажат своите потреби, и тоа искомуницирано и преку нашите организации и членки, каде што ние делуваме како една врска помеѓу организациите и институциите, се со цел да застапуваме за тие потреби и она што младите го таргетираат како нивна потреба. Кои проекти ги реализира НМСМ во моментов и како тие влијаат врз младите? Така, НМСМ низ годините, меѓутоа и последната година има реализирано низа активности, како што кажав, генерално произлезени од предлози и потреби на младите. Во интерес на времето нема да одам многу во детали, нели? Меѓутоа, не знам, ќе го истакнам кариерното советување кое што го спроведувавме од почетокот на оваа година во секое средно училиште, од кое што произлезе една успешна иницијатива после тоа, и новите измени на законот за средно образование предвидуваат и назначување на кариерен советник во секоја школа. Вклучени сме во процесот на понатамошно дефинирање на критериумите и квалификациите на тие кариерни советници во школите. Работиме на промовирање на активното младинско учество, меѓутоа и подобрување на имплементацијата на законот за младинско учество и младински политики. Конкретно во изминатиот период поддржавме креирање на 6 локални младински стратегии, го изработивме мониторинг извештајот на имплементацијата на законот за 2024 година. Вклучени сме во имплементацијата на гаранцијата за млади како една мерка која што нели треба да ја подобри таа транзиција на младите од образование на пазарот на труд, и работиме на застапување за креирање на мерки конкретно во гаранцијата на млади кои што нели ќе ги таргетираат потребите на младите, меѓутоа изголемување на достапните средства кои што се нудат преку оваа мерка. И тука би ја споменала националната стратегија за млади, односно работиме на мерки и активности кои што се предвидени во таа стратегија. Дополнително паралелно застапуваме и за усвојување на акцискиот план за националната стратегија за млади за ментално здраве, која што изработивме минатата година. Така да ова се само неколку процеси кои што се тековни, кои што би ги споменала. Во идниот период сакаме да се фокусираме и на воспоставување на националните механизми за младинско учество, кои што законот сам по себе ги предвидува. Навистина голем број на проекти што ги реализиравте изминатиот период. А не кажете ми, сметате ли дека младите во Македонија се доволно слушнати и се вклучени во процесот кога станува збор за креирање на политики, токму што ги засегаат токму нив? Сведоци сме и на успешни процеси, односно вклучување на младите преку оние механизми кои што самиот закон ги предвидува, меѓутоа и на успешни иницијативи на застапување и вклучување на младите, иницијативи кои што произлегле од самите млади. Меѓутоа, она што ни го покажува последниот мониторинг е дека сепак овие механизми кои што се предвидени согласно законот не се користат доволно, дури има и пат во одреден број од тие механизми, конкретно локалните младински совети кои што треба да бидат механизам за вклучување на локално ниво. Не треба да заборавиме ниту дека постојат млади кои што и немаат можност да бидат вклучени, меѓутоа она што треба да го направиме е да ги користиме тие механизми кои што младите треба да ги вклучат во носењето на одлуки, и секако да ги слушаме младите. Споменавте дека сте работеле на проекти како кариерно советување на средношколци, потоа стратегија за млади за премин од средно образование или од високо образование во работен процес, но еден од најголемите проблеми во Македонија е токму иселувањето на младите.
Што треба да се направи на ова поле? Како да ги задржиме младите во Македонија и својата иднина да ја градат токму тука? Јас би рекла дека иселувањето не можеме да го гледаме како изолирана појава или како некој феномен што само ни се случува сега моментално, сепак е тоа би рекла една последица на се она што се случувало или не се случувало години наназад. Затоа што кога зборувам за потребите на младите, зборувам дека токму тоа што ако ги слушаме младите и ги имплементираме нивните предлози, ќе подобриме она што младите го бараат: квалитетно образование, квалитетен живот, социјален живот, добри работни места. Мислам дека она е тоа што тука ќе ги задржи и дефинитивно треба да се фокусираме на решавање на сите тие проблеми или причини кои што доведуваат до иселувањето, за да може да ги натераме младите да сакаат да останат тука. Ане, и за крај на овој наш разговор, која е вашата порака по повод меѓународниот ден на младите? Па би рекла до младите да останат и да продолжат да бидат активни и гласни, затоа што нивниот глас мора да биде слушнат, мора да имаат место на масата во моментот кога се креираат политиките. Има кој да ги слушне и да ги препознае. До институциите би рекла дека дефинитивно треба да им дадеме на младите можност да ги слушнеме. Тие се тие што знаат најдобро што им треба, за да можеме да креираме политики кои што ќе бидат ефективни, затоа што без младите ниту една политика нема да биде ниту ефективна, ниту успешна. Ане, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во Македонија на утро. Благодарам и на вас. Разговаравме со Ане Матевска, програмска менаџерка во Националниот совет на Македонија, за предизвиците, можностите и иднината на младите во нашата земја. Ване?